Дали некој од вас го имал тоа задоволство, ако може да се нарече задоволство, да скока со падобран? И јас не сум скокал, може би очекувавте да кажа такво нешто, не. Меѓутоа сум гледал како е тоа, и јас не знам дали би си дозволил некојаш да скока. Затоа што станува збор за огромна висина. Не дека имам страф од висина, меѓутоа, не знам, така од некоја повисока зграда, да погледнеш надолу, не ми е баш најпријатно. Но, знаете како е, сум гледал на филм, па и онака во документарни филмови, кога скокате со падобран, ако се случи, да не ви се отвори, да не ви се отвори падобранот, знаете дека има резервна опција за тој резервен падобран, меѓутоа што ако не се отвори тој? Нема враќање назад. Нема враќање назад. Штом сте скокнале веќе, нема враќање назад. Се отворил, не се отворил, вие ќе завршите на земја. Меѓутоа, под силата на гравитацијата, ако не се отвори подобрано, значи, не знам дали ќе остане нешто од вас. Нема назад. Нема враќање назад. Знаете ли дека еден од најзастрашувачките стихови кој што е запишан во Библијата се наоѓа во Матеј 12 глава, 31 стих. Матеј 12:31. Затоа ви велам, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против духот нема да се прости. Знаете ли дека за секој човек има линија, црта, точка, која што која ќе ја помине, нема враќање назад. А тоа е хулата на Светиот Дух. Зашто станува збор? Па нели Господ е милостив, нели Господ простува се. Нели му прости и на Давид, Манасија, сетете се. Еден куп личности во Библијата, што направиле секакви злодела. Ако отвориме во 1 Јованово 1:9, многу убав стих вели, ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и не само тоа, туку и да не очисти од секоја неправда. Аха. Значи, едно големо ако ги исповедаме своите гревови, тоеш Господ е тука да ни прости. Верен и праведен. Често пати знам да кажам и пак и повторам, една од најбрзите молитви, кои што, мислам, најбрзо ги услишува, еден од најбрзите одговори на молитва е токму прошка за гревот, ако ја побарате. Ако се покаете. Господ веднаш ви прости. Нема тука чекање, нема да чека некој соодветен период, не знам. Не, веднаш, затоа што тој едва и чека да се покаете и да го исповедате гревот. Значи, Господ проштева секаков грев, ама ако се покаете. Ако го исповедате. А ова некоја знае да биде толку тешко. Дори кај нас, значи, ние кои што ја познаваме цела вистина. И сега, зошто се поставува прашање, зошто токму гревот против Светиот Дух или таа хула е неопростив? Значи, не станува збор, знаеме многу јасно, дека не станува збор за некаков си грев. Туку тоа може да биде било кој грев, непокајан, може да не доведе во позиција да нема враќање назад. Што е наистина страшно. Која е улогата на Светиот Дух? Зошто Светиот Дух дошол, бил испратен, според ветувањето на нашиот Господ Исус Христос? Читаме за тоа во Јован 14:26. Да се посетиме на овие стихови. Јован 14:26. А утешителот Светиот Дух, кого татко ми ќе го испрати во моје име, ќе ве научи се и ќе ве подсети на се што ви реков. Значи, прво, Светиот Дух
е пратен за да не научи на се. И ние цел живот, некој од нас покасно, некој подоцна, учиме, зборувам за она здрава, вистинска наука, значи, откако сме ја запознали Библијата, откако сме во Христа, откако познаваме Христа, сето она на кое што се учиме, на тоа не учи Духот Свети. И добро е ако е така, ако е поинаку, тоаш можеме криво да научиме и да забегаме во некоја лажна наука, теорија. Чи тоа е оној кој што не учи, затоа кога се отвара Библијата, кога сакаме да се поучиме и научиме, тоа се бара присуство на Духот Свети во молитва. Ке ве научи на се. Втора работа, Јован 16:13. Овој стих вели, а кога ќе дојде тој Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина. Нешто што е поврзано со она претходното. Зошто нема да зборува само себе, а ќе зборува она што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Светиот Дух не упатува на сета вистина. Ако сакаме да ја знаеме вистината, ако сакаме да останеме во вистината, тоаш повторно ни е потребен Духот Свети неговото водство. А ние треба да бидеме понизни, покорни, послушни, како што во изминатиот период кажавме, за да можеме да го примеме и да не води Светиот Дух. Но она што е примарно и најосновно зашто Светиот Дух ни е испратен, е она што е запишено во 8 стих од истата таа 16 глава. А кога ќе дојде тој, ќе го увери светот, ќе го осведочи светот, ќе не осведочи мене и тебе, за грев, за правда и за суд. Светиот Дух е тој кој што осведочува. Светиот Дух кој што не уверува за грев. Е затоа, кога ќе ги прекинеме сите врски со Духот Свети, нема кој да не осведочи за грев. А ако нема кој да не осведочи за грев, тоеш нема покаяние за гревот и тоа е тоа. Нема враќање назад. Затоа, ова е од пресудно значење. Нашиот однос кон вистината е од пресудно значење. И како тоа ги примаме, значи сите тие поуки, укори, кои што секојдневно не ги упатува Духот Свети преку читање на Библијата, преку слушање на проповед или на разни други начини. Има Господ илјаници начини како да не поучи. Така да, додека му дозволуваме на Духот да не учи, да не воведува во сета вистина и да не осведочува за грев, ние не сме го направиле тој грев, односно таа хула на Светиот Дух. Се уште има надеж. Но, уште на самиот почеток во Библијата, цела една генерација, цел свет, цело население на земјата било уништено затоа што похулило на Бога, похулило на Духот Свети. Дотвориме во Битие 6 глава, како било во Ноево време. 6 глава, 3 стих. Мојот дух вели, тогаш Господ рече, така почнува 3 стих, тогаш Господ рече, мојот дух нема да остане довека во човекот. Човекот е телесен, па векот нека му биде 120 години. Господ дал преку Ноe, преку неговата порака, 120 години на милост до човештвото, до предпотопниот свет. Вели, Светиот Дух не може вечно да биде со вас. Светиот Дух ве учи, ве поучува, ве упатува во света вистина, ве осведочува за грев, меѓутоа, што фајде ако вие си одите по свој пат? Ако не ги слушате тие поуки, ако не прифаќате дека нешто што правите е грев. И што се случува? Само 8 биле спасени, сите други, Светиот Дух едноставно се повлеку. Како што очекуваме да биде во последно време, затоа што ни порачува Библијата, дека во последно време ќе биде како во Ноево време. Светиот Дух полека, но сигурно се повлекува. Милоста се повлекува со него. Видите што вели сестра Елен Вајд во Патриарси и пророци. Од почетокот изгледало дека мнозина ја прифатиле опомената. Зборува за тоа време, Ноево време.
за предпотопниот свет. Од почетокот изгледа дека мнозина ја прифатиле опомената, но сепак не се обратиле кон Бога, ниту пак вистински се покајале. Не се покајале. Тие не биле готови да се откажат од своите греови. Дали сме ние готови да се откажеме од своите греови? Дали сваќаме дека можеби некојаш во нешто паѓаме постојано и постојано? Дали можеби тоа не е сигнал дека одиме кон таа точка, затоа што срцето постојано и постојано постепено се стврднува, вие доаѓате во една ситуација, не дај Боже, кога ќе сваќате дека тоа не е грев, всушност. Значи, од почетокот изгледа дека мнозина прифатиле опомената, но сепак не се обратиле кон Бога, ниту пак вистински се покајале. Тие не биле готови да се откажат од своите гревови. Во текот на времето, што преостанало до потопот, нивната вера била ставена на проверка. Но не се одржале до крај. Тие имале 120 години. Живееле, знаеме, тогаш биле долговечни. И 120 години слушале едно те исто. Една те иста порака. Покајте се. Доаѓа потоп, уништување на светот. Совладани од неверството, што се повеќе се засилувало, најпосле и тие му се придружиле на дотогашното друштво и заедно со нив и отфрлиле свечената опомена. Постојано ја одбивале опомената. Постојано. Некои биле длабоко сведочени и би ја прифателе опомената, но имало толку многу такви кои што се подбивале и се исмевале, што и тие најпосле му подлегнале на истиот дух. Му се спротиставиле на повикот на милоста и набрзо се нашле меѓу најдрските и најбезочните подсмевачи, вели овде. И внимајте сега на оваа реченица. А никој не е толку безобзирен и не му се предава на гревот до таа мера, како оние кои што еднаш ја имале светлината, па му се протиставили на Божиот дух, кој може да ја убеди и да ја осведочи душата. Оние кои што биле осведочени, и тоа вели длабоко осведочени, и биле близко до прифаќање на опомената и до покаяние, на крај останале најбезобзирни посмевачи. Го отфрлиле Божиот дух, кој што единствено може да ги убеди и да ги осведочи за гревот. Така и денеска. Само Светиот Дух може да не осведочи, затоа што и за тоа му е функцијата, за тоа е пратен. Ефесијаните 4:30. Еве што се случило, значи, во предпотопниот свет, еве што може и нам да не се случи. Ефесијаните 4:30. Кои три нешта можеме да ги направиме против Светиот Дух? Ефесијаните 4:30. Овој стих гласи: и не жалостете го Светиот Дух Божи со кој сте запечатени за денот на избавувањето. Овој стих многу кажува, меѓутоа да се задржиме на оној дел. Не жалостете. Светиот Дух се жалости кога ги отфрламе неговите опомени, неговиот глас. Евреите 10:29. Колку полоша казна мислите ќе заслужи оној кој што го подгазил Божиот син и ја смета нечиста крвта на заветот со која бил осветен и го навредил Духот на благодат. Можеме да го жалостиме Духот Свети, можеме да го навредиме Духот Свети. Дела 7:51. Дела апостолски 7:51. Тврдоглави и со необрезани срца и уши. Ова е дело од Стефановата проповед. Тврдоглави и со необрезани срца и уши. Вие секојаш му се противевте на Светиот. Како вашите татковци, така и вие. Можеме да го жалостиме, можеме да го навредиме, можеме да му се противиме на Светиот Дух. И ако е тоа случај, како што е во предпотопниот свет се случило,
Тој нема што да остане тука, да не убедува. Со сила Господ не работи. А навистина некојаш е тешко да човек се покае. Поготово ако паѓа често на едно нешто, се потешко и потешко му е да се покае за тоа, затоа што веќе не гледа тука дека нешто греши. Таа навика му е толку втисната, таа нервна патека е воспоставена и оди чекор по чекор кон точката од која што нема враќање. Да читаме Псалм 32. Значи, сега ќе земеме делови од двата покајнички псалма на Давид. 32 е едниот, 51 е другиот. Вели, блажен е оној, од први стих читам, блажен е оној чие беззаконие е простено и чии гревови се покриени. Блажен е човекот кому Господ не му го припишува гревот и во чиј дух нема измама. Кога молчев, моите коски се сушија од моето овкање преку целиот ден. Ден и ноќе твојата рака тежеше врз мене. Еве ја работата на Духот Свети. Совеста. Светиот Дух работи преку совеста. Твојата рака тежеше врз мене и ја би рекол, се доека ја осеќаме таа тежина на неговата рака во нашиот живот, далеку сме од таа точка, од која нема враќање. До тога сме безбедни. Твојата рака тежеше врз мене, мојата животна влага се претвори во летен припек. Тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја криев. Реков, ќе му го признам на Господа својот престап и ти ми ја прости вината на мојот грев. Господ веднаш простува. Затоа, внимавате 6 стих, што вели? Затоа нека ти се моли секој побожник кога можеш да бидеш најден. Додека се може. И тогаш потопот на многуте води нема да стигне до него. Нема да се сруши како онаа куќа која што е градена на песок. Нема да заврши во пропаст. Додека се може. Ти си моје прибежиште, ти ќе ме запазиш од тага, ќе ме обкружиш со радоста на спасението. Како што и во 51. псалм се моли, врати ми ја радоста на спасението. Не го одзема и Светиот Дух од мене. Давид многу бил свесен. Што значи тоа? Ке те учам, ке ти го покажам патот по кој треба да одиш. Еве работата повторно Божија, на Духот Свети. Да те осведочи за грев, да те научи, да ти го покаже патот по кој што треба да одиш. Ке те советувам, моето око ке бдее над тебе. И веле 9 стих е исто интересен. Не бидете како коњ или мазга без разум, чија дивине ја скротуваш со оглавник и узда, инаку не би се приближиле до тебе. Некоја сме баш како мазга. Со сила Господ не тера. Меѓутоа, колку е неразумно да си во една состојба на непокајаност, кога не знаеш дали може би уште истиот ден може да си заврши живот. Колку е неразумно. Страшно неразумно. Не бидете вели такви. Не бидете како мене, Давид, се навраќа на таа година дена, колку време не се покајал, се доека не му дошол Натан да го осведочи. Значи пак Бог преку Натана, преку неговите зборови. Туку додека може да се најде Господ, молете му се, покајте се, затоа што еден ден нема да може. Прочитам сега два цитати. Божиот гнев против грешниците кои не се кајат не е насочен само поради тоа што сториле грев, туку и затоа што тие, кога се повикани да се покајат, упорно продолжуваат и понатаму да се опираат и ги повторуваат гревовите од минатото и покрај светлината што им е дадена. Тоа е проблемот. Тоа е нешто на што многу лесно можеме ние да паднеме, затоа што пред се имаме ние најголема светлина. Со тоа е најголема одговорност. Значи, упорно продолжуваат и понатаму да се опираат и да ги повторуваат гревовите од минатото и покрај светлината што им е дадена. Грешникот кој постојано дава отпор, себе си се става во положба во која Светиот Дух не може да влијае веќе врз него.
Не дека не сака, не може да влијае. Господ сака сите да ги спаси и како што беше насловот на утринските, Господ може сите да ги спаси. Ама не со сила. Ако ние сакаме, да. Но еве, како, на кој начин се ставаме опозиција каде што Светиот Дух не може веќе да влијае врз нас? Секој престап, секој занемарување или отфрлање на Христовата благодат остава своји последици врз нас. Тоа го стврнува срцето, ја ослабнува волјата, го отапува умот и не само што не прави помалку готови, туку и помалку способни да ги послушаме нежните повици на Божиот Свет Дух. Да. Затоа денес е денот на спасението. Не треба да одолговлекуваме воопшто. Денес, ако бидеме осведочени, ако некој збор од мене, ако некој збор од Словото, ако некој збор од било кој не осведочи, треба да го молиме Господа за прошка, да се покаеме. 3 начини постојат на кои што луѓето може да направат хула на Светиот Дух, да го направат овој греф, неопростив. Прво е ако не сакат спасение. Такви се ретки, па и има. Ти ке му збориш, меѓутоа, гајле ме. Второ, сакаат, ама ја одолговлекуваат од луката да му се предадат на Господа. А сакаат, изразуваат желба, но одолговлекуваат, си викаат, имам проблеми со сабота, може би некој вели, па која ќе се пензионира. А тоа може да биде по 50 години, по 50 години многу, 20, 30 години. Или било каква ситуација, не мора да е тоа, може би нешто што им е мило, пак не сакат да го остават и си викаат, подоцна. Како рекол Феликс тамо, кој било сведочен на Павле. Дојде некој друг ден, сега денеска не може. Знаете ли дека тоа, не било згодно време, знаете ли дека тоа било, ќе прочитам која сме веќе кај Феликс, овде имаме еден цитат од дела на апостолите. Било дозволено еден зрак на небесна светлина милозливо да го осветли Феликса, доека Павле разговарал со него за правдата, за умиреноста и за идниот суд. Тоа било од небото дадена можност и вистинска прилика да ги увиди своите греови и да ги отфрли. Меѓутоа, тој на Божиот вестник му рекол, сега оди си. Ако ќе најдам време, пак ќе те викнам. Тој ја омаловажил последната понудена милост и никогаш веќе не му бил упатен Божи повик. Тоа било, крај. Тоа било за Феликс. Но трета категорија во она во која што највеќе ние спаѓаме како можеме да го направиме овој греф е сме во црква и мислиме дека се сме завршиле со крштевањето и тука сме, слушаме, а каков е нашиот живот, може би не зборуваме со некого со години или било што, сме во некоја непокајана ситуација. Но знаете, ние сме се крштевали, ние сме му се предале на Христа, сме оправдани, меѓутоа име процес на посветување, вистината е прогресивна. И постојано дознавате нешто ново, постојано можеби Светиот Дух ве осведочува за нешто ново, што треба да го тргнете од својот живот, што не е добро, што не му годи на Бога. Што вели 119 псалм, оној познат стих, 105 стих, 119-105. Можеме да стоиме во место. Сме дошле кај Господа, сме се крштевале, одиме во црква, проучуваме. Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Тоа е пат. Ви не можете да стоите во место, патувате и Господ постојано ви го осветлува патот. Преку Светиот Дух, преку Словото. Словото и Светиот Дух заедно не осведочуваат. Тоа Слово е и вдахновено и напишено, под наводници напишено, преку сите оние луѓе кои што го напишале од Светиот Дух. И постојано таа патека ни е осветлена доколку слушаме. Постојано добиваме нова светлина доколку ја живееме таа што досега сме ја примиле. Тоа е животот на еден христијанин. И може да се случи да застанеме во место кога некоја светлина, за која што сме осведочени, сме ја примиле, не сакаме да примеме вистински.
Господ дава светлина која треба да се негува и послуша, а не да биде презрена и отфрлена. Светлината што тој ја дава станува темнина за оние што ја занемаруваат. Кога Светиот Дух ќе престане да ја втиснува вистината во срцето на луѓето, сето слушање е напразно и секакво проповедање е исто така напразно. Замислете, можете да дојдете во ситуација да дојдете во ситуација кога отфрлате светлина, она за што сте осведочени, и постојано ја отфрлате, и вели Светиот Дух да престане да ја втиснува вистината во срцето на луѓето, тогаш сето слушање е напразно и сето проповедање е исто така напразно. Да се подсетиме овде на еден случај, кој е оној пред кого што Исус молчал, кога му било судено. Ирод. Знаете, тој сакал Исус да му направи чудо, не знам што. И зашто Исус молчал? Вели од цитатот, Христос можел да му каже на Ирода такви зборови, што би ги пробиле ушите на овој закоравен цар. Можел да го исполни со страв и со трепет, прикажувајќи му ги сите беззаконија на неговиот живот и стравотијата на казната што му се приближувало. Но со своето молчање Христос му упатил најстрог укор. Ирод ја отфрлил вистината што ја изложил најголемиот меѓу пророците. Кој? Јован Крстител, нели? И затоа не требало да добие никаква друга вест. Внимавајте, овде можеме да кажеме и лјадници работи. Оно што јас би го издвоил во овој момент е, значи, ако вие не го слушате пророкот за ова последно време, тој што друго има да ви се каже? А денеска сме сведоци се повеќе и повеќе се отфрлаат списите на Елен Вајд. А тоа е таа порака што имаме за ова последно време. И таа е повеќе од пророк. Слично како Јован Крстител. Вели, да го прочитам уште едно што Ирод ја отфрли вистината што ја изложил најголемиот меѓу пророците и затоа не требало да добие никаква друга вест. Небесното величество за него немало ни еден збор. Тоа уво што секогаш било готово да ги слуша човечките неволи, не ги слушало наредбите на Ирод. Тие очи што секогаш гледале со љубов, полна со сожалување и со проштевање на грешникот кој се кае, ниту во еден поглед не се запреле на Ирода. Замислите. Тоа бил Исус во ова ситуација со Ирод. Тие устни што изговарале највпечатливи вистини, кои со најнежен глас на преколнување се заземале за најгрешници, за најотфрлените, биле затворени за најгорделивиот цар кој не чувствувал потреба за спасител. Што има Исус да му каже веќе кога тој не чувствувал потреба? Немало потреба, веќе ја поминал онаа црта. Немало враќање веќе назад. За жал. Тоа за никого не го посакува Господ, па дури ни за Ирода. Значи, се зависи од тоа, како ние се однесуваме кон вистината. Постојано копаме, фала му на Господа, ни открил многу и постојано ни открива. Се зависи од нашиот однос кон она што ќе го осознаеме. Светиот Дух постојано осведочува. Јован 15:22. Да не дојдев и да не им зборував, немаше да имаат грев, но сега немаат изговор за својот грев. Каква е одговорноста да ја познавате вистината? Таква одговорност нема некој кој што не ја слушнал, не ја знае, не ја познава вистината. Меѓутоа, нашата одговорност расте со познавањето на вистината, со секој зрак на светлина што го примаме. И немаме изговор. Јован 9:41. Оние познати Исусови зборови до фарисеите. Исус им рече, да бевте слепи, немаше да имате грев. Но сега велите, гледаме, затоа гревот ви останува. Или уште во Јаков 4:17 вели дека секој на кој што може да прави добро, а не го прави, грев му е. А сите ние знаеме што е добро. Сите ние сме добри
студенти на Библијата, сите ние добро ја познаваме вистината, меѓутоа како се однесуваме кон неа? Дали сето тоа, дали таа станува дел од нашиот живот? Духот не осведочува секој ден, Духот ни праќа нова светлина. Како ние се однесуваме кон таа вистина, може да ни го одреди патот. Тоа ви е, знаете, како да работите самите против себе. Духот е тој, кој што ви упатува на вистината, ве поучува, добивате нова светлина, а потоа ја одбивате, одите против истиот тој дух. Како да е во прашање некоја автоимуна болест, знаете. А истиот тој дух е единствениот кој што може да ве осведочи за грев. Ако не сте осведочени за грев, нема да се покаете и на тој начин можете да направите хулата против Светиот Дух. Видите што пише во Дела 7:51. Го прочитаме овој стих, ако се сеќавате, меѓутоа уште еднаш, затоа што имам нешто друго тука да истакнам. Дела 7:51. Ова е оној дел од проповета на Стефан, после која што го изгубил својот живот, бил каменуван. Зошто? Затоа што го отфрле Духот Свети. Ете кон што води тоа. Тврдоглави и со необрезани срца и уши, вие секогаш му се противевте на Светиот Дух, како и вашите татковци, така и вие. Денеска еден куп христијани велат, ние ги следиме нашите татковци. Ние имаме верата на нашите татковци. Вашите татковци може би немале таква светлина, меѓутоа вие сте одговорни за светлината која што денеска ја примате. И ако продолжите по патот на вашите татковци, еве што можете да го каменувате, можете да бидете против вистинскиот христијанин, оној кој што ве осведочува во силата на Светиот Дух за вашите престапи, за вашата состојба. Не треба да се водиме по верата на нашите татковци. И нашите татковци, зборам во смисла на адвентистите, пионери, татковците на верата, имале некоја одредена светлина, ние денеска добиваме многу поголема, ние денеска живееме во едно поинакво време и треба да одиме, да чекориме со светлината. Ако застанеме, ако не идеме на дел кој што не ни е мил, може да се случи да го отфрлиме Духот Свети. Кога очитавме, мислам тоа беше во таа среда, кога имаме молитвен час кај Данило, Евреите 4:12, кога зборувавме за Словото, го спомнавме овој стих, за мечот. Видите како делува и Словото, нормално засилено со Духот Свети. 4:12 Евреите, зашто Божјето Слово е живо и делотворно и поостро од секој меч, остар од двете страни, навлегува до разделување на душата и духот, на зглобовите и на мозокот и ги суди мислите и намерите на срцето. Таму во некој ќош кај што ќе бркне во најтајните одаји на вашиот ум, на вашето срце, за да ве осведочи. Тоа е целта на Словото, на вистината, тоа е целта на Светиот Дух. За да не осведочи за грев, за да дојдеме до покаяние и до спасение. И ќе завршиме со стихови во Јован 6 глава, кога, после онаа тешка беседа, мноштво на ученици ќе го напуштат Исуса. И Исус им упатува едни сериозни зборови до 12 мината. Јован 6 глава, од 66 стих до 69 читам. Оттогаш мнозина од неговите ученици се вратија и не одеа веќе со него. Тешка им била беседата. Сосема други очекувања имале, сосема друго слушнале. Биле осведочени за поинакво царство, за поинаков Месија. Не сакале такво нешто. И го напуштиле. А Исус им рече на 12 мината, да не сакате и вие да си отидете. Господ дава слободна волја. Симон Петар што му одговора? Многу изборови. Господи, при кого да отидеме? Ти имаш зборови на вечен живот.
Ние поверувавме и познавме дека ти си Христос, Синот на живиот Бог. Дали ние поверувавме, браќи и сестри? Некој од нас многу одамна е дојден. Каде од тука можеме да отидеме на друго место? Да му свртиме грб на Светиот Дух? Да се вратиме назад во светот? Па ќе станеме уште полоши. Како што може би има случаеви на наши браќи и сестри кои што ги познаваме, не знам. Каде да отидеме? Нема друго место каде што би можеле да отидеме. Јас ќе се сетам на оние години кога на почетокот бев осведочен. Значи 91, 92, 93 започна војната во Југославија. Беше ми пропаднаа некои планови во животот. Све беше црно пред мене. Меѓутоа, осведочен за вистината, јас не можев да ги извадам тие зборови, тоа нешто што ечеше во мојот ум од мене и едноставно требаше некој период да помине за да јас дојдам кај Господа. И каде од тука да одиме? Ти имаш зборови на вечен живот. Ова се зборовите на вечен живот. Зарем ќе ја оставиме Библијата, зарем ќе се случи тоа некогаш во нашиот живот, да фаќа прашина некаде таму. Па тоа е отфрлање на Духот Свети. Да не даде Господ такво нешто, да не даде Господ може да не спаси, Господ ја спасува секоја душа, секој оној кој што ќе се покае, на секого му е простено. Господ затоа дошол. Го пратил својот син не за да ни суди, туку за да не спаси. Но опасноста постои. Затоа да не се заблудуваме дека ние, можеби не можеме такво нешто. Да дојдеме во таква позиција. Не. Напротив, ние секој ден добиваме некоја нова светлина, треба да одговориме соодветно. Да ја приме од се срце, да му се предадеме целосно на Господа, за да не завршиме таму од каде што нема враќање. Нека Господ ни помогне да не се случи тоа во нашиот живот и да одиме напред од победа во победа се до оној славе ден кога Исус ќе дојде и ќе бидеме во спасените. Амин.